Добро, јас навистина не знам имате ли проблем со правото, дефинитивно, ама имате и со математиката. Само што почна седницава, вие ни велите втор ден ќе заврши, мора да заврши до 12 часот навечер. Абе се слушате ли што зборувате? Се гледате ли што правите, колешке Калеска Ванчева? Кој втор ден, колешке Калеска Ванчева? Во 18 часот, во 19 почна комисијава? Кај се наоѓате, бе, луѓе? Ве гони времето, ние ли сме ви виновни? Кој втор ден, колешке Калеска Ванчева? Кој втор ден од ЗПК? Кој прв ден, кој втор ден од Комисија за европски прашања? Каде се наоѓаме? Во кој свет живеете? На што личите? Не може дополна измена на дневен ред. Кај го пишува тоа? Кој член го барате што ќе ми го прочитате дека не може измена и дополна на дневен ред затоа што имало единствена точка? Не затоа што имате наредба таа единствена точка да ви помине во 2 дена на 2 комисии. Со незапочната расправа веќе завршена. И овде велите вториот ден ќе заврши во 12 часот. Кај се наоѓате? Кај ќе ми прочитате членот деловни дека ова е втор ден? Незапочната расправа, не дадени процедурални. Мене ми давате затоа што сум заменик координаторка, па овде има членови на оваа комисија кои што редовно добивале процедурални забелешки. Па на што личите? Смешни сте, трагични сте, трагедија сте од власт. Вие ли ќе кажувате втор ден, сега пред 1 час почнавте, дадовте пауза и сега насила освојувате дневен ред? Па како не ви е срам? Како не ви е срам ова што го правите, луѓе? Имате ли малку чувство, колегијалност? Кои почитувани колеги сме ние тука? За каква почит овде ќе ми глумите вие мене? Почит ли е ова? Втор ден морал да заврши во 12 навечер. Не ви е ли срам? На што личи ова? Кој втор ден, колешке Калеска Ванчева? Кој втор ден ќе ни кажувате тука? Во зверови не претворивте со вашето однесување. Не ли ви е срам? И немојте почит да сте споменале. Нема тука почит. Каква почит? Каков деловник? Какво собрание? Втор ден ќе ми кажувате. Кој втор ден? Европски прашања не ни започна расправа. Побегна заменичката. Што ќе каже на телевизија? Дека успешно е завршила? Успешно го спровела оно што му било зададено? Диктат? Не ли ви е срам, колешке Калеска Ванчева? Ве повика вчера сите правници од владеачко мнозинство да си ги искинете дипломите. Срам сте за правната фела. Професори ни држаа Комисија за европски прашања. Не ли ви е срам? Колеги од владеачко мнозинство, не ли ви е срам? Дигнете ги главите и кажете дали не ли ви е срам? Ова што го правите, вие ова го поддржувате. Вие сте срамот, вие сте спроведувачите, вие сте тие кои можете да го допрете овој срам. Брука, брука од собрание, брука од владеачко мнозинство, немам што да кажам, немам што да коментирам. Не ми читајте тука деловник. Кој деловник читате? Кој член од деловник читате дека морало затоа што било единствена точка и не смеел овде да има барање за дополна и измена на дневен ред? Како не ви е срам, луѓе? Како не ви е срам? Барем да не излажевте, да не ни дадевте покана дека ќе има комисија, барем да не присуствувавме на овој ваш блам. Сведочи македонската јавност, ги малтретирате и медиумите. Луѓето не ни знаеа дека завршила расправата, не ни знаеа дека почнала расправата. Вие тука ни викате вториот ден треба да заврши во 12 часот. Кој втор ден, колешке Калеска Ванчева? Кој втор ден? Пред половина час започна оваа комисија. Абе, кого правите будали? Сами себе сте будали. Никој овде не може ова да го поднесе повеќе. Не ли ви е срам? Не ли ви е срам? Едно и единствено прашање, барајте член, читајте, не ли ви е срам од ова што го спроведувате? Какви очи имате, како ќе погледнете во оние кои ве гласале? Кршите деловник, кршите закон, кршите устав. Правници сте, ова е законодавно правна комисија, она низ која што секој закон во ова собрание треба да помине, а не да претрча, а не на брзина да кажете дека е ова втор ден. Срам сте. Срам за правна фела, срам за владеачко мнозинство. Ова било и не било. 30 години се трудиме на некој начин да воспоставиме некој ред, вие ги срушивте, ама апсолутно сите критериуми. Овде повеќе ништо не владее освен вашиот неразум и вашето брзо. Кон не знам што се во ова, верувајте ми, ќе ви се сруши од глава. Особено вас, пратеници од парламентарното мнозинство. Немојте да бидете неми спроведувачи и само да кревате раце. Спротивставете се на овој криминал. Соучесници сте, имате иста одговорност како
кои што стојат позади ова. Ни помала, ни поголема. Иста подеднакво, иста одговорност. Немојте само да молчите и да чекате да завршиме ние со нашиве процедурални, со нашиве жалопојки и вие да си ја завршите работата. Допрва ќе почне она што вие сосема или не го очекувате или се правите дека нема да случи. Немојте да ми го користите повеќе терминот почитувани. Ве замолувам наискрено. Ова најмалку личи на почит кон колеги, на почит кон достоинство на пратеник, на почит кон достоинство на овој парламент. Немојте. И дајте барем бидете малку доблесна, како една од ретките колешки од мнозинство, барем овозможете овде секој кој што се пријави за измена на дневен ред или за процедурално, барем тоа ве замолувам да ни го овозможите.